Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето себе на Крушевската република, на Гоце Делчев и Тугуни, на Мегрунев Сандацки, на Гоце Делчев и Тугуни, на Мегрунев Сандацки. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови песници. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Почитувани присутни, добар ден и добре дојдовте на оваа свечена манифестација по повод 19 ноември, ослободувањето на Тетово, а воедно и ослободувањето на цела Македонија. Пред малку ја слушнавте химната на Република Македонија во изведба на Дејан Симонски бас. Следното што ќе го слушнеме е една поезија напишана од Владо Серафимовски Куновчанец, сведок, чие што сведоштво на војната за слобода и ден денеска пламти на еден прекрасен народен изворен дијалект. О земјо Македонија, распламнета Македонија во оган гори, сонцето греje, митралези јачат, од сите страни минофрлачи бучаат, шмајзери пеаат. Од една страна бестрашно летаат борците македонци, свесни, храбри, на друга страна во крв се гушаат фашисти, немци, бугари, италијани бесни, заедно со балисти, луди и домашни слуги. Од секоја куќа, за секој чоше, за секој зид, од секој пенџере, прозорец на нишан зима платеник звер, пука и бега за миг. Трчаат млади борци македонци напред за зидои, за дрва и бијаат и бомби фрлаат. Над бункери топови се фрлаат, куршуми ги галаат, смртта ја гледаат борците од македонските бригади. Град по град, село по село, сокак по сокак, куќа по куќа се зимаат, се кваси со крвта вруча на младите борци македонци. Ударници доброволци јуришаат смело, трчаат во нападите на чело и повикуваат напред, напред другари. Гласови ечаат од млади грла,
Со голи раце народни борци на ровови, на бункери, на топови и тенкови се фрлаат. Бомби и пушки во раце цврсто се стегаат. Германци, бугари, италијанци бегаат, балисти и домашни издајници пискаат, топои грмаат, митралези бришаат, раненици тешко пред смртта дишаат, а вруча земја на крв мириса. Крвта се лади, животи се зимаат, гробови до гробови се редаат, за слобода на Македонија и вреди. Слава им нападнатите борци за слобода на Македонија. Следува реферат од професор по историја во Основно училиште Андрија Савески Чичиш, Љубиша Марковиќ. 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово. Почитувани сограѓани и пријатели, денес сме собрани за да оддадеме чест и признание на едно од најсветлите поглавја во историјата на нашиот град, а тоа е 19 ноември, денот на ослободување на Тетово. Овој ден е символ на храброста, решителноста и љубовта кон татковината. Токму на овој датум во 1944 година Тетово беше ослободено од фашистичката окупација, а тетовци го почувствуваа здивот на слободата. Но слободата не дојде лесно. Таа беше платена со највисока цена, со животите на многу борци кои веруваа во идеалот за слободна татковина. Тие не размислуваа за лична корист, туку за еднината на своите потомци, за еднината што ние денес ја живееме. На 19 ноември 1944 година Тетово ја запиша својата најславна страница како последен ослободен град на македонската територија. Тоа беше чин со кој конечно се заокружи ослободителната епопеја. Народно-ослободителната војска, демонстрирајќи непоколеблива волја и жртва, ја порази окупаторската машинерија и незините соработници. Затоа нашиот долг е да ја чуваме и негуваме слободата, да не дозволиме да се заборават имињата и делата на тие храбри луѓе. Слободата не е подарок што еднаш ќе го добиеме и ќе трае за секогаш. Таа бара постојана грижа, посветеност и одговорност. Нашата борба денес не се води со оружје, се води со знаење, со труд. Секогаш во животот треба да знаеме дека она што го правиме за време на сегашноста ќе одекнува во вечноста. И еднаш еден славен американски председател Кенеди рекол: ако сакаме да ја смениме историјата, не треба да прашаме кој друг, туку треба да речеме кој ако не ние, кога ако не сега. Нека е вечна славата на хероите од народно-ослободителната борба. Нека е вечно Тетово и нека е вечна Република Македонија. Замолувам делегациите да се позволат за полагање на цвеќе. Општинска организација на Сојуз на борците Тетово. Локална самоуправа.
Клучево, господин Владо Дејановски. Сојуз на борци Гостивар. Гарнизон Кузман Јосиповски Притул. Министерство за внатрешни работи. Национално установа музеј на Тетовскиот крај. Организација на лесни офицери на Република Македонија. Организација на лесни офицери Тетова.
Левица. Основно училиште Братство Вигелие. Основно училиште Гоце Делчев. Основно училиште Андреја Савески Хитиш. Најубава печалба за сите нас е спечелената слобода. Да ја чуваме во аманет, да сте живи и здрави. Нека вечно Петово и нека вечна Македонија.